Почитувани присутни, почитувани медиуми. Врз основа на член 40 од Закон за локална самоуправа, службен весник на Република Македонија, број 5/02 и службен весник на Република Македонија, број 202/24, член 15, член 18 од статут на општина Росман и член 58, став 1 од деловникот на Совет на општина Росман, службен гласник на општина Росман, број 7/06, председателот на Совет на општина Росман донесува решение за свикување на 9-та воредна седница на Совет на општина Росман. Ја свикувам 9-та воредна седница на Совет на општина Росман. Оправданоста на воредноста на седницата е поради природната на точката на дневниот ред. Годишна сметка за 2025 година ЈПК Росман од Росман. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Совет на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Годишна сметка за 2025 година ЈПК Росман. Втора точка. Барање за финансиски средства архивски број 08170/1 од 13.2.2026 година поднесено од ФК Росман. Бидејќи седницата е од вонреден карактер, нема измени на дополнување на дневниот ред, ја ставам на гласање воредноста на седницата. Кој е за? Седум за, воздржани 20. Констатирам дека седницата е усвоена. Пред да го прочитам дневниот ред, го ставам записникот од минатата седница на усвојување. Дали некој бара збор по однос на записникот? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Прва точка. Годишна сметка за 2025 година на ЈПК Росман од Росман. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Повели, колега Риси. Почитувани граничанци, почитувани председатели, почитувани колеги советници, почитувани гледачи на КТВ телевизија. Знам дека оваа точка денеска мора да помине, али би ги додал да се задолжат градоначалникот, председателот и директорот на комуналното предпријатие во наредните денови да побараат ревизија на работата на комуналното предпријатие, со тоа што и јас ќе гласам за вашата сметка, а во обрден случај ако не се донесе ова мое барање, ќе гласам против. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не ја се на брзина да одговорам. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитуван советник господин Ристо. Во однос на ревизијата не е проблем и како општини да побараме, но сепак тоа е и надлежност на Државен завод за ревизија, но и обврска да врши ревизија на локалните самоуправи и на јавните комунални предпријатија. Што се однесува до нас, отворени сме за соработка на секое барање доколку се пристапи за ревизија во секое време да се изврши ревизија на јавното комунално предпријатие. Не знам дали оваа година е предвидено бидејќи Државниот завод за ревизија работи по годишен план, треба провериме дали сме влезени во планот за 2026 година. Знам дека е извршена ревизија на општина Росоман за 24-23 година. Мислам дека офанати дел од јавното комунално предпријатие, ќе провериме дали сме во годишниот план и со така ќе проверам дали во делот на ревизијата на локална самоуправа е опфатена работата и на јавното комунално предпријатие. Благодарам. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели, колега Ристо. Жан, че знам, повеќе години сум тука на овој место советник и знам како тие работи. Значи, точно е дека ревизијата сами одлучуваат кај ќе биде, дали по ваше барање и по барање на директорот на комуналното, значи може да бидат побрзо, а по вашите врски кои ги имате горе, мислам дека може да успеде многу побрзо. Ако во случај да не може да викнете ревизија, имаме вонредна инспекција инспекција и надзор кој ќе го контролира работењето на комуналното предпријатие, со што ќе знаеме дали е се во ред во тој дел со предпријатието или не. Благодарам. Дали друг бара збор?
Повели колега Владко. Сакам да го прашам директорот, дали сите се е наплатено до сега што работел во багерот? Имам сознание дека не наплатени фактури. Дали сите фактури се наплатени во минатата година и до сега? Ви благодарам. Дали друг ба разбор? Повели директор. Почитуван началник, почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитуван советник Владко, за работењето на багерот во приватни цели не се наплатени сите фактури. Може ли од место да стане? Може, ајде. Колку, например, колку се стари тие фактури? Дали се истече рокот, дали чекаат да се застарат, зошто не се наплатени? Зошто не се наплатуваат? Тие фактури има некои што се со истечен рок, има некои што напори да што поскоро да ги платат што не се со истечен рок. Значи некој ги застарил тие фактури, така? Значи некој не правил дело. Ви благодарам. Дали друг ба разбор? Повели колега Ристо. Граничанци, како тргнав да се работи со комуналното предпријатие, мислам дека брзо со чистењето на улиците, брзо ќе се испаднеме од кризата. Вие му кажувате на луѓето порано да гледат системот за плаќање на од општинските пари. Сега имате пуштено последните денови околу 300.000 на комуналното предпријатие. Мислам дека ако така продолжите за оваа година комуналното предпријатие нема да должи пари на никој. Дали е тоа точно или не? Ви благодарам. Почитувам, не го разбар баш конкретно прашањето. Не се 300.000, туку се 195.000. Обврска согласно годишна програма на јавно комунално предпријатие за јавна чистота, чистење на тротоарите и работа и услуга кон општината, сумата е околу 190 и нешто илјади денари испаѓа месечно. Тоа е обврска на општината секој месец да ги исплаќа кон јавното комунално предпријатие за кои што трошоци јавното комунално предпријатие доставува фактури до општина Росома. Тоа не е ништо поразлично од лани, а ништо поразлично и од претходната година. Така да сумата е тука некаде. Мислам дека претходно ненавремено се доставувале тие фактури, додека сега по некој принцип околу 10 во месецот, секој месец општина Росома, откако сум јас градоначалник веќе 5 месец, се пушта тие средства точно сумата која што е определена за овој месец, без калкулации дали овие месец 60.000 па другиот 300, точно околу 180 до 190.000 секој месец се пуштат на јавното комунално предпријатие, со тенденција затоа што зголемуваме зелени површини, да со наредниот ребаланс да можеме да ги зголемиме, да повеќе средства влеат во комуналното предпријатие, тоа е мојата цел, да се зголеме таа сума барем до 230.000, бидејќи се уште сме дел од општините кои што плаќат најмалку средства како општина кон јавното комунално предпријатие. Минатиот период оствариме средба со директорот на комуналното предпријатие во Градско, сумата е околу 250.000, разговараме со Демир Капија, сумата околу 300.000, ние сега во моментот плаќаме околу 190.000 на месечна основа. По однос на фактури за јавна чистота, хигиена, одржавање и сите оние обврски кои што комуналното ги обавува за општина Росома. Ви благодарам. Дали друг ба разбор? Повели Ренато. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на совет и почитувани советници. Значи беше вонредна седница во ред број 9. Иако минатата седница бев присутна моја прва седница, претходните седници ги следев преку медиумите. Цело време тематиката се врте само јавно предпријатие Комуналец. Јавното предпријатие Комуналец има многу голема тежина во Росома и пред се ни треба на Комуналец да му дајме поддршка како понатаму да функционира.
Ние со ваквиот пристап, советниците само го ричкаме во претходните власт што работеле, како работеле и само се фаќаме за една замка. Најголемиот проблем во комуналното и во општината почиња земјоделските активности, механизациите сите ни се надвор, а никој не води ред и сметка дека патиштата треба, руралните патишта да се овозможат да има подобар пристап до земјоделието. Ние цело време фокусот, тежината ја префрламе на нов раководител, што е сега моментално примен. Значи, ние цело време сакаме да најдеме вина во претходната власт, меѓутоа не е ни време сега да кажуваме и да одлучуваме како тие работеле. Тие си имале управен одбор, си работеле како што си работеле, си примале средства. Јас знам дека овој извештај што ни е доставен на сите е извештај од претходното работење и сите средства се распределени онака како што мислеле управен одбор заедно со тогашниот раководител. Сега се надевам у најблиска иднина дека управен одбор треба да се формира за да може новиот раководител и новиот директор да направи некои реконструкции во овие извештаи, каде треба да се одземат повеќе трошоци, каде треба да се дадат. Малце треба посериозно да размислуваме на оваа тема. Јас би ве замолила на сите во наредната седница да размислуваме за руралните патишта, да се управат за тоа што едно невреме да втаса во Росуман, ние не можеме да стигнеме до земјоделскиот пат, до онамо каде што треба да се извршат некои активности. Знаеме дека Росуман, нашата општина е земјоделска, дека треба целиот фокус да го пренасочиме на руралниот пат, каде да се најдат средства, како да се помогне, ни само си влечиме лево десно, а уште не се почнати проектите по тие патишта. Да се направи комисија, да се види кој прв пат треба да се направи, затоа што некои се патишта претходно направени, некои се допрва треба. Значи, јас сум еден сведок од тие настани, значи стварно прво невреме и не очекува хаос у Росуман. Благодарам. Ви благодарам. Дали друг во разбор? Повели Гоце, како овластен предлагач на општина Росуман, вработен во општина Росуман. Почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани новинари, кратко, прво да го честитам изборот на новите советници. Најпрво да ја поддржам и пофалам советничката група на ВМРО ДПМН заради поддршката на работењето на претходната власт. Јас бев директор со претходниот градоначалник до ноември. По целост го поддржувам барањето на Ристо Јошев, со тоа што исто сакам во таа како што она побара водена ревизија, да се направи и ревизија на работењето во општината, посебно во делот на средствата на културно-уметничкото друштво, трошењето на парите, собственоста, како е тоа формирано, кој е таму одговорен, во делот на действителни баратели на финансова помош, фудбалскиот клуб исто така, како е трошено, со извештаи како што комуналното ги дава. Не знам, директорот кажа, јас не бев присутен, не бев поканет за кога се беше завршена сметка на управниот одбор и на надзорниот и не бев присутен на едната седница, не бев ни поканет. Сега сум поканат од градоначалникот. И исто така ме збуни застареноста од советникот Владко Трајков. Мислам дека нема застареност. Има од Манастирец една особа, физичко лице, Менча Павлова, каде што работеше багер од 9 часа, не сакаше да плата под разни притисоци и реков дека ќе биде оптужена. Тоа му беше пренесено на новиот директор. И една фирма од Росуман, која што има ресторант, каде што исто нема застареност, бидејќи таму е најмалку 3 години, мислам. И тука нема застареност, не знам на кој друго место би имало застареност, ама сигурно нема ненаплатени средства од 2025-та, и ако има, не се застарени, затоа што моето директорување беше до почеток, мислам, на декември. Сега сум ангажиран во општината и договорот ми е сега до утре, така да јас во целост го поддржавам това, но сакам да се направи ревизија на работењето и само сакам една работа кратко, јавноста е различна.
многу брзо се заборави летото и пожарите кои што беа, каде што багерот на комуналното беше дежурен и јас лично, и во попладневните часови, каде што не знаеме колку направивме трошкови, каде што вие јавно само го фалевте багеристот кој што беше платен за сите сати вонредно што ги работеше од страна на комуналец, кој што исто така вие му изгласавте награда Ристо Јошев со од 60.000 или 30.000 колку беше. Така да некои работи не ги заборавајте, иначе во целост го поддржавам. Јас апсолутно знам работењето комуналното, јас сум го формирал 2001 како градоначалник. Кога сум дошол за директор, сум го начекал скоро на исто ниво, со 7,5 милиона денара буџет. Кога го предадов со 15,5 милиона буџет, со дел од обврски кои што се морални за тоа што цените на услугите станаа многу, знаете и сами, високи, цената на нафтата и платите на работниците од кога дојдов беа 14.700 до 18, сега се од 26.7 до 35. Цените на услугите беа покачени еднаш, што беше добра одлука од претходните совети, сега се покачи цената на латото, што исто неопходна одлука. И тие сите планови, бизнис планови се работени, и трите бизнис планови се работени до сега, од кога јас сум бил менаџер во таа фирма, пошто бев повеќе пати со како ВД директор, и затоа се што не е јасно, исто и побарав, значи да каде се трошени парите да се каже, а поддржавам ревизијата доколку има можност и вонредна, но комплетна ревизија, пошто секако ќе направите научната ревизија. И дополнително, сигурно ќе бидам присутен и знам што треба и како треба да кажам. Ви благодарам. Дали друг разговор? Повели колешке. Десно. Види че е прв пат за тоа просто. Ама јас бев спомнат. Добро, оди реплика, повели колега Латко. Бев спомнат од бившиот директор, така. Не рекол Гоце дека ти ги правиш кривичните дела. Не, тоа не. Значи, ја питав дали има застареност. Јас го кажам си ми презиме, јас не ми се срамам. Директор ти тамо риш се, јас не прашав ниш дали има застареност, нема. Ти дојде до таква информација, а ако има такво нешто, треба може директор го застарил, сегашниот, така ли? На госпожица Рената Тасева да ја објаснам нешто. Значи, локалните улици патишта и патишта се за как ги се наречуваат? Полски патишта. Полски патишта е надлежна општина Росман. Не е комуналното предпријатие. Ние, зошто донесиме таа одлука, не знам дали беше ти советничка, да багерот што е на комуналец исклучиво да работи за општина Росман и за комуналец. Да ги направи тие патишта, локални, полски или како. Патната помош, Да. Со помош на комуналното, со јавно предпријатие. Повели колешке. Штувани градоначалник, председавач, советници, медиуми и останати. Немаше да излевам да коментирам, мислам дека се е јасно во изминатите седници што ги кажаме, меѓутоа да се надврзам и јас Владко доста појасни, и јас истото сакав да сугерирам на мојата колешка Дупла и како советничка и како земјоделка. Треба, мислам, редовно ако сте ги гледале во ниеден наврат, барем од моја страна, јас сакам да оправдам мојата воздржаност. Значи да не ве заверуваат дека ние со тоа бараме комуналец да се враќа назад. Меѓутоа што бараме ревизија и завршната да биде комплетна како што доликува на едно јавно предпријатие, јас ќе бидам воздржана се уште од принцип да си го испочитувам мојот став. Владко ви појасни дека патиштата треба да ги направи општината, имаме предлози за кои патишта и тука ќе работиме сите заедно, оти ние сме аграрна држава, ние сме рурален крај Росован и треба најмногу да се помогне и на земјоделци. Од тие причини ќе бидам воздржана, инаку нема да ја гласам завршната, да си го испочитувам пред се мојот став, инаку знам што значи апсолутна власт, знам дека ќе помине и нека помине.
Меѓутоа народот треба да знае. И уште една сугестија, да не зазимате страна, пошто се уште не ни е заборавено, а јас сум веќе во тие години, може и да заборавам, ама многу е пресно, многу рано почнате да браните претходната власт. У кампањата во не се зборуваше така. Мислам се напаѓаме, не напаѓате и претходната власт, а сега многу брзо почнате да ги правдате. Не мора. Ви благодарам. Благодарам. Дали друг разговор? Повели колешки? Првен да се обратам до советникот Владко, значи јас го знам законот дека општината е надлежна за тоа, меѓутоа основата и срцето на општината е јавното предпријатие Комуналец. Без нивните машини, општината и градоначалникот не може да оде да рамне патишта. Значи ни треба да се собереме сложно сите и да најдеме некој проект кај што може побрзо тоа да се среде. Нас на сите ни е јасно и како уствари се буџетират средствата на јавното предпријатие Комуналец, дека тоа се парите и средства од граѓаните и треба да ги намениме за граѓаните и дека тука у помош е и општината. Никогаш и сега не браниме или не напаѓаме. Друго сакав да потенцирам сега на вашето прашање на советничката Јанева, дека уствари ни треба, сега доставено е тука се записници, се што треба, нели има кој каде што биле потрошени, треба што поскоро да го затвориме тие дел за да можеме да отвориме проблематиката што доправа не чека, не да го напаѓаме или да го фалиме. Ние ниту напаѓаме, ниту фалиме. Ние сакаме да го затвориме, да не го чачкаме тие дел. Ако го пречачкаме, тоа ќе биде за вашата, за вашата партија лошо. Значи јас сакам сложно и убаво сите тука заедно да решаваме проблеми за општината. А општината, нас, ние земјоделието, ние сме земјоделска општина, населените места, значи сите буквално се занимаваме со земјоделие, живееме од тоа. Значи прва точка што треба да се направи да бараме помош од комуналното предпријатие, а ви сите знаете дека комуналното предпријатие, пак ќе кажам дека се, мислам, троши пари, користи од граѓаните, од општината и затоа треба сите заедно да најдеме начин, не само директорот, раководител, тук смениха советници, градоначалникот, нема напаѓање и нема фалење. Мислам, не е мој текст. Благодарам. Јас само на кратко сакам на Весна. Кратка реплика на зборовите на Весна, советничката Весна. Прв пат гледам да партијата СДСМ во моментот си го напаѓа своето раководење во време на СДСМ за претходната година. Ние имаме директор 15 дена од 2025 година и од СДСМ викате дека нема да ја гласате завршната сметка на директорот кој што бил поставен од редовите на СДСМ. Беше СДСМ градоначалник цела 2025 година, директор предложен од СДСМ. Малку ми е нелогично СДСМ си гласа против СДСМ, а ние гласаме завршна сметка. Логично е ние да гласаме против, да повикаме ревизија, да видиме средства. Тоа ми беше онака чудно. Ајде. Не си Весна ти? Беше прозва на колешката за тоа, мајте. И кажам на Рената, значи никој не го напаѓа комуналното предпријатие, тебе не се јасни работи. Значи имаше финансиски извештај, достави комуналното предпријатие и тие помина и комуналното си работи по тие терци. А ти што викаш да мавниме пепел на се, нема го не, ако има нешто криминал, треба да се направи ревизија, не е ништо спорно тоа. Не е никој против нешто работење. Точно. Така ли? Направи ревизија како не. Нека се направи. Се направи. Благодарам. Повели колешки. Почитуван градоначалник, уморна сум и не планирав денеска да дебатирам, ама вашиот предизборен пазарлук си испадна на површина и не мора сега да разплетуеме плетката што се работела долги години. И јас ќе кажам од принципот и сакам да бидам искрена,
си стоам на зборот, без разлика кој да е, дали е од нашата партија, дали приватно мојата сестра или мојот син направил прекршок, треба еднаш за секогаш, мислам дека е редно веќе во општина Росоман и советниците, ако е за добри работи, да работиме едногласно, ако се работе за ревизија и за такви работи, секој да си сноси одговорност без разлика на која партија припаѓа. И вие сега сте многу благи во вашите, како да кажам, излагања, меѓутоа на народот му е јасно дека тоа е предизборниот пазарлук. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Ај јас слушам само кратко. Ако некој би може да рече Малку темата измрда, бидејќи тема на дискусија ни заврши сметка на комуналеца, некако замина во правец ревизија. Иако едното со другото не е поврзано, за ревизија, пак реков, не е проблем, ќе остави ми од општите и мене ми од интерес да има ревизија. Ревизијата не е казливо, на кај нас многу лошо се гледа зборот ревизија. Ревизијата која ти дојде ти дава насоки како да се исправат неправилности, да ги најде грешките во работењето на дали комунално предпријатие, дали општина, дали јавна институција, било како. Ревизијата не е јавно обвинителство, не е суд. Ревизијата ќе влезе во било која институција, ги утврдува начините на работа, дали финансовото работење, дали начинот на фактурирање, било кој дел, зависи и каква ревизија би влегла, дали ревизија на прописи, така да не е спорно уделот да ревизијата. Сега тема на разговор не е завршата сметка на комуналец, видоме ја дискутираваме минатиот пат, ако треба дополнително да дообјасни директорот. На крај крајва разговараме со Државен завод за ревизија, со Инспекторат за локална самоуправа за сите. Одлуката на Советот е чисто политичка одлука, додека завршната сметка носи управниот одбор на јавното комунално предпријатие. За прв пат таму ќе имаме и оглас, мислам дека денеска објавен, не знам Кристина, денеска објавен и огласот за конкурирање за управен одбор, надзорен одбор. За прв пат ќе имаме законски управен и надзорен одбор, нема да имаме калкулации со лица кои што не се според критериумите кои што ги предлага законот, така да се надеваме ќе имаме успешни 4 години на јавното комунално предпријатие заедно со вас. Исто така ја да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите советници кои што дадија поддршка на апликацијата преку UNDP, каде што заедно ќе донесете одлука за финансирање на некој проект, можеби ќе биде во делот на поддршка на јавното комунално предпријатие и на наредниот, ветувам дека на наредниот ребаланс на буџетот ќе имаме зголемување на средствата кон јавното комунално предпријатие и ќе наидеме на поддршка од сите заедно советници, од власт, од опозиција, од независни помали партии, да сите заедно сложно го подкренеме и го поисправиме комуналното предпријатие. Благодарам. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Штеване, бивши директор се најде некако погодено тоа што бараме контрола. Че извиниш, ама контролата не е зададено контрола за новиот директор, кој сега стапува на снага, уште нема позната работата. Значи треба да има некоја контрола, да се види до каде е комунално предпријатие, колку пари се влезени таму, колку се потрошени, колку е загубата, не заради тебе, за да се види до каде работиш комунално, да може да се управи. Иначе ако тргнеме сега, прва одлука покачување на водото во општина Росман, што ја не се слагам никогаш и стално ќе бидам против тоа. Ако мислите вие дека тоа е добро, за мене не е добро, затоа што имаме вода без пари, а плачеме сега плачеме 20 денара. Грешка се не збори нешто. 20.000 плачеме на Не е без пари. пак е без пари. Ако во тие случаи имаме многу, значи Куд Росман, како друштво, постои од 2010 година и може да дојде од 2013 до 2022 година беше блокирана сметата, че немаме динар за банка да ги пуштиме тие по 200 денара. Куд Росман може да дојде кога сака. Значи Куд Росман си функционира кога имаме пари, кога ќе ни пушта општините, други пари ние немаме. А општина стално се прилипуваат со парите, ако треба да ни пуштат 300 или ни пуштат 15-8 и затоа тие пари може да ги контролират кога сака. Тоа не е ништо према тоа што е комунално предпријатие. Ако побараме и багерот кога работел настрана од другото време кога не требало да работи и ноќни времиња и гасење пожари, тоа што имаше многу работи да се отворат во работеите на комуналното предпријатие
што мислам дека ќе отиде многу далеко. Затоа ви кажам, барам да се викне побара ревизија, финансова ревизија, што ќе побара само работење на финансиските средства во комунално. Значи го изгласам. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, прва точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Кој е за? 6 за, воздржани? Тројца. Констатирам дека точката е усвоена. Втора точка, барање на финансиски средства, архивски број 0870/1 од 13.2.2026 година, поднесено од ФК Росуман 83. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Повели колега Ристо. Поштовани началник, поштовани колеги советници, минатата седмица после излагањето на господинот колега советник Оливер Петров во однос на клубот, барањето на клубот, каде што нашиот градоначалник со некои од партијата од клубот се договориле да стават сумата за користење на парите, дека че тоа ќе биде поминато од советниците, без да му објасни на неговите советници дека треба да го изгласаат тоа. Од кога јас станав советник, првиот мандат кој парите беа 60.000 имаше за спорт и култура во општина Росуман. Замислите сега последната седмица имаше, последната година, имаше околу 1,5 милиони одобрени за спорт и култура. И мислам дека фудбалскиот клуб во Росуман, ако сакаме да обстане и ако сакаме да продолжат да играат, затоа што се имат многу трошкови, што тука порано ги плаќаше општината, превоз, доктор, гориво за фудбалерите острана. И овие пари што тука се прикажани се многу помалку од тоа што треба да добијат. Значи мислам ако сакаме да имаме спорт и да одиме напред со спортот, треба да го одобриме дури и повеќе пари од овие што тука ги имаат побарано. Тоа е мој став. А вие како сакате може да гласате, затоа што тука имаат сега формирано и младинска школа, која школа ги тера децата да спортуваат и да излезат од дома, да не седат цело време дома на телефоните. За мене тоа е добра работа и ќе го поддржам ова со барањето на спортскиот клуб, дека овие пари се оправдани, како што е тука наведено, има да стварно напишано точно каде се платили до динар, колку се пари потрошени за фудбал и треба да го поддржиме ова барање за да продолжи клубот да функционира. Ви благодарам. Повели. Малку политички говор, али господин Ристо. Мислам дека не си ја гледал преходната седница. По предлог на Владко Трајков беше повлечена точка. Добро. И Владко и Оливер, да, Оливер кажа да донесат план. По предлог на Владко Трајков беше повлечена и ајде, не битно тоа, да се договорил, не се договорил, не е така, значи клубот јас им рекол да си поднесат барање врз основа на тоа колку средства им се потребни. Но бидејќи на претходната седница беше побарано до објаснување да видиме каде се потрошиле средствата 2025, но и да достават еден план на средства за 2026 година. Кажате дека 1.500.000 денари се изгласани за култура. Лани имаше еден статус да не барам таму кај не бивши функционери, вика рекордна сума од 950.000 денара за фудбалскиот клуб ФК Росуман. Од тогаш почнаа сите немери у ФК Росуман, сите приватни фирми се повлекуваат спонзорство, никој веќе не го спонзорираше ФК Росуман, сите мислеа дека ФК Росуман има пари. Но јас кога дојдов градоначалник, дојдов во 10 ноември. Ида на 10 ноември, сумата не е ни 950.000, беше 450.000 или 500 префрлени на ФК Росуман, остатокот на средства по ланската година околу до 656.000 се префрлени од мене. 150.000 се префрлени во тој месец и пол. Исто така и со таа одлука се уште ги доисплатуваме средствата, така да одредена сума на средства се префрлени во 2026 година. Разговарав и со фудбалскиот клуб и со представниците, председателот на фудбалскиот клуб, голем дел од раководството, кои се нивните потреби тука, затоа повикав и Бранкица од финанси да видиме колку имаме во буџетот средства и каква одлука можеме сега да донесеме,
а со ребалансот да зголемиме средства за да можеме комплетно да ги покриеме. И јас сум за спортот, верувам дека и сите советници сакат да има спорт во Росоман и млади категории, да ги поддржиме и останатите клубови кои ќе поднесат барање тука и да не дискутираме за спортските клубови, туку сите да ги поддржаваме едногласно во што поголем број на средства да му префрлиме. Дали е тоа джудо клубо, дали е тоа кикбоксот кој се тренира во Росоман, дали е тоа жените кои што спортуваат, било која категорија на спортисти што ќе се појават заедно да ги поддржиме. Тоа е лично моја желба, верувам дека и на сите да имаме што повеќе спорт во Росоман. Благодарам. Благодарам. Дали друг бар разбор, повели колега? Минатата седмица побрав отчет од клубот. Да, добив отчет. Ми беа каде со дати точно кај плачале се. И на крајот потрошиле 656.144 денари. Зошто сега барат 1 милион сега? Тоа ми не ме е јасно. Не кажале зошто сега барат 1 милион. Сметам дека е во превише. Малку се отпуштиле повеќе по кафаните, гледам. Има повеќе средства исплатено по кафани и ја не можам да го поддржам вие од 1 милион, бидејќи не истошили минатата година толку. Туку наполно. Благодарам. Ако може Бранкица од финансии чисто да образложи на кратко колку имаме средства за фудбалска. Само да кажам на кратко дека во буџетот за 26-та се предвидени 850.000 за ФК Росоман, од кои што околу 180.000 се исплатени за одлуката од прошлата година, уште 70 има за исплата, така да слободни средства за да можеме ние да му платиме на ФК Росоман до крајот на 26-та се околу 540.000 денара. Мислам дека тоа не е сега за сега предвидено во буџет, доколку сметате дека треба да се Тие се згодиме. сите пари од спорт за сите спортови, така? Тие се конкретно само за За ФК ФК Росоман. Тука значи имаме барање нели ние и од други спортски клубови. А тоа е само за ФК Росоман зборуваме. Извини само, значи да. 560 до До 70. крајот на годината, до крајот на годината или до крајот на полусезоната на ФК? Значи вака, До крајот на годината зборувам, сега не знам. само на кратко да образложам. Ние веќе во тековната година му имаме префрлено 180, така ли? 180. 180. Имаме уште 70 со претходна одлука, значи тоа би станале 240 плюс уште 560. Околу Кои што може да ги 560 изгласаме имаме сега. Само за Значи ФК тоа ќе Росоман. испадат некако 800.000 денара во оваа година. А останатиот дел од средства, јас знам дека се зголемени. Стварно дечките убаво се потрудиле, го имате и планот цел трошок, се е зголемено. Се надевам дека ќе не идат и на локалните фирми да ги поддржат. Така да останатиот дел од сумата ќе се потрудиме и ние да му помогнеме како локална самоуправа, да се уклучиме со приватниот сектор да се помогне клубот. Благодарам. Дали друг бар разбор? Може ли така? Не може точно кај администрација. Не може, уште. Не. Може да будеш координатор за комисија за еднакви можности. Не може. И сакам да кажам дека Ангел, дозволиш на човек да збори или нема дозволиш? Ајде повели како властен предлагач. Вработен во општина Росоман. Вработен во општина Росоман. Викам за викам баба да бъде. Така само кратко во се работи во делот на спортот или во делот на културата. Вкупниот буџет не го знам колку е, но бидејќи сум сега назначен како координатор на комисија за еднакви можности во Росоман, во општина Росоман, бев на неколку одлуки. Сега веќе имам и заменик координатор, имаме и председател на комисија од Советот. Мора се планира, значи со закон за еднакви можности. Мислам дека требаше да ви се поделе. Анџел, На поделе ли тя? наредната седмица се договориме. А, така ли се договорите? На седмица за Наредна тоа. седмица. Дискутираме во седмица. наредната седмица. Значи, кога се планират пари, да се планира и за женскиот спорт, Да. да се мотивира женскиот спорт, значи од вкупните пари во спортот и по другите населени места, значи не само во Росоман, иначе окей си е и предлагам градоначалник управата да свикате кој е председателот, еден поширок состанок и дали се продолжи да се појача председателот што дополнително што неколку луѓе и да се работи на обезбедување на спонзорства кои што може да се обезбедат.
Ви благодарам. Дали друг бара збор? Не бара. Доколку никој не бара збор, втора точка од дневниот ред ја ставаме на Само усвојување. во врзостава на сумата која што ја предложи Бранка. Колку Бранка бе? Ќе му пуште 560, така? Да. 560 ќе му пуште након тие 70. Ќе изгласаме Да, сега. 560. 560, што? За 60, за 60. Не се прави за шеица. Значи, Да, можеме да дајме вака. На кунче. Целата сума да изгласа да се повеќе. Аме како да ми ја Не 560. 560. Да, 560. Може да продолжам 560. Втора точка од дневниот ред ја ставаме на усвојување. Кој е за? Чек, сега стои. Со предлог 560. Со колку? Со предлог од 560.000 денари. Јасно. Ристо Још. Океј. Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Со ова го исцрпивме дневниот ред, ви благодарам на присутност.